Значи ве разбирам. Факт е дека квалитетот на високото образование и квалитетот на администрацијата се неразделни и дека она што нам ни недостига во високото образование е праксата. Инаку во Законот за високо образование има одредба која што вели дека 30% од времето треба исто така да биде посветено на пракса. Сега јас ви кажувам, ама студентите што ги споменавте, од техничките науки особено, па и од правните има, праксата ја остваруваат и во втора, и во трета, и во четврта година надвор. Во Австрија, во Естонија, во Латвија, во Летонија. И за жал не се враќаат, остануваат тамо. Значи, затоа да не се држиме само до оваа формулација, што ќе кажете за другите критериуми што ги споменав напред. Значи, за успех, понатаму за престижни институции, за престижни универзитети, бидејќи тогаш гаранциите, мислам дека се поголеми. Инаку, кога веќе рековте, да, ние уште во 1999 година, со помош на Колумбија универзитетот, воведовме така наречена програма Legal Clinical Education. Сите се чудеа што е ова клиника. Правна клиника. Значи, од прва година на американските универзитети, мора студентите да одат во јавни обвинителства, во судови, ако сакате и во собранија. Таа пракса не ми е јасно каде исчезна, бидејќи овде доаѓаа студенти практиканти. Во министерствата доаѓаа студенти практиканти. И тоа беше еден неверојатно успешен проект. Меѓутоа, значи, во ред, но треба да се конкретизира и самата пракса ваква каква што е овде напишана без овие критериуми, напред што рековме надвор, на престижни универзитети, мислам дека ќе може да се употребува и злоупотребува. Не знам зошто би било проблем да се прифатат построги критериуми како брана повторно од политичко и партиско влијание. Иначе, не можам да не кажам дека прв пат гледам во некој закон, тоа ви е признанието, прв пат гледам во некој закон ваков критериум, за жал. Прв пат гледам во некој закон вакви поостри критериуми. Но ние сметавме дека сепак треба да се конкретизираат, зошто токму за најдобрите да бидат, како да речам, вклучени или подведени под синтагмата, под формулацијата студент со посебни достигнувања. Тоа е.